Шетањето во природа, далеку од секојдневната урбана бучава и гужви, е најдобриот начин за релаксација и полнење на батериите. Пролетните месеци со сонце и пријатни температури се идеални за престој во природа и граѓаните периодов тоа максимално го користат. Сепак, лекарите апелираат на внимателност поради опасности од змии и инсекти, особено од крлежи. Во гостивар сезонава медицинска помош била пружена на 2 лица каснати од змија и крлеж. За сега имаме еден случај укасан од змија на кој е третиран и кој заврши добро. Има еден случај укасан од крлеж. Им апелирам на сите граѓани на Гостивар да сега, бидејќи малку мерките се полабавени, почнаа да шетаат по природа, да се вартат од змии и од крлежи, бидејќи сега се уште не е времево разубавено, да речеме растоплено, ама очекуваме наредниве денови да почне летниот период и да си се варта на некој начин. Доколку некој биде каснат од змија, треба што побрзо да се пренесе во болница, каде што соодветно ќе се третира. Лекарите даваат совети што е пожелно да се направи во меѓувреме, односно додека каснатиот стигне до медицинска помош. Додека стигне тука, значи потребно е изнад местото на уједот на змијата, значи да го преврзат местото, да го стегнат, за да не може отровот фактички да се шири према нашето тело. Другото, ние го преземаме тука да го донесе што побрзо кај нас. Затоа што ние имаме против отров, значи имаме серум и вакцина. Најчестата грешка што граѓаните ја прават при убот од крлеж е што се обидуваат самите да го отстранат, што може да биде многу опасно. Секое нестручно вадење на крлежот може да доведе до компликација, нагласуваат медицинарите. Пожелно е во ургентниот центар да си се јават и тука ги го ваѓаат фактички коренот на крлежот, а после тоа ги испрашаат тука на антитетанична профилакса, да им се даде. Во периодите кога има најголема раздвиженост во природа, на гостиварското подрачје се регистрираат по 100 каснувања од крлежи. Најголемиот дел од пациентите поминуваат со благи симптоми од локална природа, како црвенило и јадеж на местото на каснување.